Обсерваторија на вештини е проект на ВМРО ДПМН од програмата 2014-2018 година. Ме радува што ги препознавте добрите идеи и ги признавте добрите практики од минатото, но за жал, вие, староновата власт, го стопиравте до реализирањето на истиот, за денес тој ист проект, кој е препишан од програмата на ВМРО ДПМН, заради позитивните страни, што ги овозможува, го ставате со законските измени на дневен ред по скратена постапка. Да објаснам за пошироката јавност. Системот за обсерваторија на вештини беше развиен, креирани беа предвидените статистички извештаи и развиени два веб портали. Јавен портал, каде беа поставени податоци со строго заштитување на личните податоци на учениците, и приватен портал, каде деталните статистички информации се единствено достапни на вработените во МОН. Втората работа. Во членот 3 станува збор за прекин на образовната работа во вонредни услови, со кој ќе се организира и реализира наставата до крајот на учебната година според скратени наставни програми. Сигурно мислите на оние скратени програми кои од Бирото за развој на образованието со задоцнување ви се доставени до Министерството за образование и наука, а пак оттаму никако да стигнат навремено до училиштата, до наставниците, до оние што треба од 1 октомври да почнат со реализација. Да не спомнувам сега за Think Tank, институцијата која што вие ја именувавте во вашата програма, а тоа е Бирото за развој на образованието, во претходните програми ви е така именувано, во кое што немате ни една реченица напишано како што треба. Следно, законот се централизира комплетно. На владата и се даваат близко до неограничени можности, а според тоа и на премиерот на владата на Република Македонија. Да ве потсетам, имаме изјава од 12 јуни на сегашниот председател на владата на Република Македонија, кој вели што ако еден ден станам на лева нога и ми текнат глупости да донесеме на влада и да си тераме по тие. Секако нам, со ваков предлог закон, доколку биде изгласан, ќе ни преостанува секој ден да се молиме да не стане премиерот на лева нога. Ви благодарам.